Централен дневник на К1. Добро вечер. Заврши гласањето за вториот круг од 6-тите локални избори по независност на Македонија. Граѓаните избираа градоначалници во 35 општини на 1517 избирачки места, а право на глас има 833.716 граѓани. Во вториот круг учествуваа 70 кандидати за градоначалници. Останете со нас, најновите информации ќе ги проследите веднаш по најавите. Втор круг во дел од општините од Вардарскиот регион. Кавадарци, Демир Капија, Градско, Росоман и Чашка бираат градоначалник. Едно лице загина во сообраќај на несреќа на автопатот Градско Велес. Граѓаните се противат на измените во законот за пушење. Втор круг се одржа и во дел од општините од Вардарскиот регион. Кавадарци, Демир Капија, Градско, Росоман и Чашка денес бираат татко на градот. Според информациите кои ни ги пренесува колешката Мартина Митков, релативно мирен избирачки ден во Кавадарци. Во овој дневник ја имаме директно од Кавадарци. Мартина, гласањето заврши. Каква е ситуацијата? Кои се најновите информации од таму? Така е, Кате, заврши изборниот ден во Кавадарци. Кутиите беа затворени точно во 19 часот и денеска кавадарчани покажаа висок степен на демократска излезност, која што до 17 часот изнесуваше 65,94%, што беше за 6% повеќе од првиот круг. Инаку денеска имавме релативно мирен ден. Граѓаните гласаа во демократска атмосфера и изборниот ден, како што кажав, помина релативно мирно, но забележано е зголемено присуство на полициски службеници низ градот и низ избирачките места каде што гласаат граѓаните. Во трката за градоначалничката фотелја беа Митко Јанчев од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и Бетијане Китев од СДСМ и Коалицијата. Тие гласа во раните утрински часови, го остварија своето право на глас, па предлагам овде да ги погледнеме нивните изјави. Јас очекувам лично победа, значи граѓаните очекувам да ја потврдат победата и од првиот круг, да потврдат и во овој втор круг. И нормално, уште со првото влегување во општината, прв приоритет ќе ни биде да ги спроведиме изборната програма, да спроведиме програмата и да можеме граѓаните малку да ги ослободиме од овој месец дена што значеше предизборна кампања, тензична кампања, притисоци, сите работи, да си ги релаксираме луѓето, ни да бидеме релаксирани, да се живееме како сме живееле сегаш во Кавадарци. Овој пат убедлива победа, имаме мнозинство во Советот на општина Кавадарци, имаме централна власт која што ќе продолжи и следните 4 години, нема зошто да не го освоиме и градоначалничкото место. Сигурно нема дилема, тоа што говоревме овие изминати 30 повеќе од 30 денови наназад и во првиот и во вториот изборен круг кампања, стоиме за тоа и во еден разумен временски период, во 4 години дел по дел, во интерес на граѓаните ќе работиме и да ја промениме сликата да биде подобро навистина за сите во Кавадарци. Живот за сите наспроти новата ера. Подготвени ли се кавадарчани за промени? Што очекуваат тие од идниот татко на градот? Овде предлагам да погледнеме дел од анкетираните граѓани што очекуваат од идниот градоначалник. Фер и слободно, се убаво, без некакви тенци, се супер. Очекуваме што он вети да направи. Го искористив, да. Нема проблем тоа, како и секој што така ќе биде. Мирно. Демократски. Тоа си има програма и што е запишано во програмата негова, да треба да се ги исполни. Се најдобро да направи за градот. Ако може, не може да лаже како до сега што беше. И се најубаво му пожелујме. Очекувам најдобро да добие.
и оно што најмногу помага на народот. Па треба уште подобро да го направи градот, подопридонесе, поубави улици. Што се однесува до другите општини во Тиквешијата, да ги информираме нашите гледачи. Во Росоман до 17 часот излезноста беше 66,36%, во Градско 62,25%, а најголема излезност, како и во првиот круг на ниво на Македонија, во општините каде што се гласа, има во Демиркапија, каде што излезноста изнесува 76,59%. Кате ние остануваме овде на градскиот плоштад со цел да го пречекаме идниот татко на градот. Така, Мартина, јас ти благодарам за овие информации. Се уште немаме неофицијални информации каков е резултатот. Гласањето е се уште во тек. Меѓутоа, веќе во утрешниот ден ќе имаме официјалната слика, а нормално и на нашите веб сајтови. Ние продолжуваме понатаму, почитувани гледачи. Заврши гласањето за вториот круг од 6-тите локални избори по ред во независна Македонија. Граѓаните денеска избираа градоначалници во 35 општини на 1517 избирачки места. Првиот круг од изборите се одржа на 15 октомври, кога беа избрани градоначалници на Скопје на 45 општини, како и членови на совети во Скопје и сите останати општини. Ова се 6-ти локални избори во Македонија. Првите се одржаа во 1990 година. Следните беа во 1996, 2000, 2005, повторно имавме избори 2009 и 2013 година. Заврши гласањето од вториот круг од 6-тите локални избори. Во 19 часот беа затворени сите гласачки места. Вториот круг од локалните избори се спроведе во 35 општини на 1517 избирачки места, каде право на глас има 833.710 граѓани. Во скопските општини Бутел, Кисела Вода, Газибаба, Сарај, Шуто Оризари и Чаир право на глас имаа 260.194 граѓани, кои гласаа на 387 избирачки места. Во останатите 29 општини во Македонија, во вториот круг право на глас имаа 573.616 граѓани на 1130 избирачки места. Според последните податоци што ги објави Државната изборна комисија, одзивот до 17 часот на ниво на Македонија е 43,83%. Министерството за внатрешни работи информира дека на вториот круг од локалните избори нема регистрирано посериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Општинските изборни комисии резултатите од гласањето ги пресметуваат врз основа на записниците со сумираните резултати од избирачките одбори и целокупниот изборен материјал. Државната изборна комисија првичните резултати од изборите добиени по електронски пат ги објавува сукцесивно, а резултатите врз основа на податоците од записниците од ОИК во рок од 12 часа по завршување на изборите. Вториот круг од локалните избори во Македонија ги следеа 5101 домашен и 473 странски наблюдувачи, како и 20 странски новинари. Првиот круг од изборите се одржа на 15 октомври, кога беа избрани градоначалниците на град Скопје и на 45 општини, како и членовите на совети во Скопје и сите општини. Ова се 6-ти локални избори во Македонија. Првите се одржаа во 1990 година, следните беа во 1996, 2000, 2005, 2009 година и 2013 година. Продолжуваме понатаму со останатите информации. Едно лице го загуби животот во сообраќајна несреќа која се случи на автопатот Градско Велес. Незгодата се случи во 4 часот утринава на автопатот Градско Велес на околу 500 метри после наплатната станица Градско, во која патничко моторно возило БМВ со скопски регистарски ознаки управувано од 26 годишно момче ЛИ изгубило контрола на движење, преминало на левата страна на коловозот и се превртело. Во возилото како сопатници биле лицата ЕЕ 24 години од Гостивар, кој починал на место на несреќата, додека АО 20 години од Гостивар и едно непознато женско лице се здобиле со повреди и се пренесени во медицински центар Велес.
Нови 5000 луѓе се запишани на листата на сиромаштија во Македонија. 21,8% или 450.500 граѓани се сиромашни, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Од вкупниот број сиромашни, 9% се вработени, а 7,1% се пензионирани. 21,8% од населението или 450.500 граѓани во Република Македонија се сиромашни, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика за 2016 година, а при тоа од вкупниот број сиромашни 9% се вработени, а 7,1% се пензионери. Според објавените податоци, зголемување на стапката на сиромаштија во однос на претходната година има за 0,3%, кога сиромашни биле 21,5% од населението, или 445.200 граѓани, а намалување во однос на 2014 година, кога 22,1% или 457.200 граѓани биле сиромашни. Анализирано по типови домаќинства, најголема стапка на сиромаштиот 50,6%, има кај домаќинства со 3 или повеќе издржувани деца, а најниска во самечки домаќинства со еден возрастен член на возраст од над 65 години. Стапката на сиромаштија на домаќинства составени од двајца возрастни со 2 издржувани деца во 2016 година е 21,2%. Во 2016 година стапката на сиромаштија кај мажите била 22,2%, а кај жените 21,5%. Од статистичките податоци може да се види дека стапката на сиромаштија пред социјалните трансфери изнесува 41,6%, пред социјалните трансфери со вклучени пензии 25,7% и по социјалните трансфери 21,8%. Основа на пресметките на сиромаштијата се приходите, а прагот на сиромаштија е дефиниран на 60% од медијалниот еквивалентен приход. Граѓаните против најавените измени во законот за пушење предложени од пратеникот Томислав Тунтев, на кој се потпишани уште 5 пратеници. Со измените и дополнувањата на текстот на законот од 2008 година наваму, воведени се построги правила на заштитата од пушењето, кои особено во делот на заштитата од пушењето во угостителските објекти. Еве што велат анкетираните велешани. Најавените измени во законот за пушење предложени од пратеникот Томислав Тунтев, на кои се потпишани уште 5 пратеници, не е прифатлив за граѓаните. Најголеми измени ќе има за така наречените тараси, односно делови од кафулињата и рестораните, каде е дозволено пушењето само кога објектот нема кров или е отворен од најмалку 3 страни. Анкетираните велешани велат дека постоечкиот закон е добар. Арен беше законот ептемарен. Убаво. Тој што пуши, нека пуши дека треба. Има место каде треба да пуши. Не може ја едно кафе да се напијам. Ако пушиш, јас си умрам. По мое, во јавните објекти, јас сум пушач, во неја е пушач, но сметам. И односно и по здравјето на секој еден. Ја мислам да се остане кој што си беше до сега. Затоа што во им смета на, мислам, вие хотелите, рестораните. Знам дека ни губат тука. Меѓутоа, ние што не пушиме, ние што губиме. Здравјето губиме. На јавни места не би да се пуши. Види кај што треба, имаат потреба, може, а инаку не би требало да се пуши. По мое. Инаку кај што јадат не би требало да се пуши, нормално е тоа. Со законот за заштита од пушењето се уредува начинот на заштита од штетните влијанија на пушењето на тутун и други производи од тутун врз граѓаните, како и зачувување на животната средина, забрана на пушењето во јавни простории и забрана за рекламирање на цигарите. Со измените и дополнувањата на текстот на законот од 2008 година наваму, воведувани се построги правила на заштитата од пушењето, кои особено во делот на заштитата од пушењето во угостителските објекти.
Од 15 ноември почнува да важи обврската за задолжително носење зимска опрема во возилата, која ќе трае се до 15 март следната година. Возачите кои нема да ја почитуваат оваа обврска ќе бидат казнети со 45 евра во денарска противредност или со 25 негативни бодови. Возачите да ги подготват возилата за престојната зима и годинава. Од 15 ноември важи обврската за задолжително носење зимска опрема во возилата, која ќе трае се до 15 март наредната година. Под зимска опрема на моторни возила со дозволена маса која не надминува 3500 кг се подразбираат зимски пневматици на сите тркала со минимална длабочина на шарите од 4 мм или летни гуми на сите тркала со длабочина од најмалку 4 мм, доколку возилото во приборот има синџири за снег. Моторните возила со погон на 4 тркала потребно е да имаат зимски гуми на сите тркала со минимална длабочина од 6 мм или пневматици со летен профил на сите тркала со длабочина на шарите од најмалку 4 мм, ако во возилото има синџири за снег. За возилата кои се потешки од 3500 кг, како зимска опрема, се сметаат зимски гуми со минимална длабочина на шарите од 6 мм или летни гуми на сите тркала со длабочина на шарите од минимум 4 мм, доколку во возилото има синџири за снег. Автобусите и товарните возила кои поради технички причини не можат да постават синџири за снег, треба да имаат зимски пневматици и припарен алат, односно лопата. Возачите кои нема да ја почитуваат оваа обврска ќе бидат казнати со 45 евра во динарска противредност или со 25 негативни бодови. Продолжуваме со вести од Македонија. Денеска се одбележува светскиот ден за борба против мозочен удар. Според истражувањата, мозочниот удар е трета најчеста причина за смрт кај развиените земји, следејќи ги коронарните болести и ракот. Фатален е во 1/3 од случаите. На Балканот е втора причина за смртност. Фирмите со блокирани сметки ќе добијат уште една година рок за плаќање. На единствениот електронски регистар на прописи ЕНЕР, Министерството за финансии објави дека планира измени во Законот за платен промет. Наместо на 1 јануари 2018 година да престане можноста фирмите кои имаат блокирани трансакцијски сметки да плаќаат со компензација, асигнација, цесија и преземање на долг, тоа ќе се одложи за една година. Целта на овие законски промени е одложување на примената на одредбата од членот 25 став 1 од Законот за уште една година, со што правните субјекти со блокирана сметка до крајот на 2018 година ќе можат меѓусебните парични побарувања и обврски да ги намируваат преку компензација, асигнација, цесија и преземање на долг. Ова е второ вакво одложување на примената на Законот за платен промет. Во Македонија има 206 ловишта со 130 видови дивеч, од кои 83 се под заштита на државата. Македонија се попривлечна за странските ловџии кои пристигнуваат да уловат планински јарец, дива свиња или прелетни диви птици. За уловен трофеј цените се берзански и се движат од 3 до 12.000 евра. Зачувување на дивечот во Македонија како национално богатство и овозможување напредок на руралните средини да се промовираат природните богатства е целта на ловството. Последните години со издавањето на ловиштата под концесија расте и бројот на популацијата на дивите животни до целосно пополнување на капацитетите. Нелегалниот лов пак е драстично намален, велат експертите, и тоа поради поголемата совесност и навиките кај ловџиите, високите казни, како и поголемото присуство на ловочуварските служби кои ги формираа концесионерите. Според најновите истражувања на UBC, 3/4 од милиардерите во светот потекнуваат од две азиски земји – Индија и Кина. Ова е прв пат САД да забележи пад во бројот на така наречените богаташи. Поради економската експазија, може да се каже дека во просек секој втор ден еден жител во Индија или Кина станува милиардер. Се очекува во наредните 4 години Азија да ја надмине САД во вкупниот износ на богатството на милиардерите. Вести од светот во продолжение.
Двајца возачи загинале во западна Чешка во силно невреме во централна Европа, каде што брзината на ветрот достигнува 160 км на час. Во Чешка настрадале маж и жена врз кој паднало дрво. Властите од Полска и Чешка апелираат до граѓаните да не излегуваат без потреба, бидејќи се очекува силно невреме вечерва. Во пристаништето Гдјанск на Балтичкото море забранете влез на градските паркови, а во чешката престолнина Прага поради безбедност на посетителите и животните затворена е зоолошката градина. Полската противпожарна екипа поради невремето од утрово имала 1200 интервенции, а без струја останале повеќе од 100.000 жители. Железничкиот сообраќај во двете земји се одвива отежнато поради соборените дрва врз пругите и поради благото покачување на водостојот на полските и чешките реки. Силното невреме зафатило и дел од Германија. Американската амбасадорка во Обединетите нации Ники Хејли изјави дека не би ја превземала функцијата државен секретар, доколку и биде понудена од председателот на САД Доналд Трамп. Не би прифатила. Сакам да бидам таму каде што сум поефикасна. Откако сум избрана, луѓето зборуваат за тоа што се обидувам да направам или што треба да направам. Оно што се обидувам е всушност да ја работам добро својата работа, потенцираше Хели за CNN. Минатиот месец Хели беше во центарот на шпекулациите за смените во тимот на Трамп, а во врска со наводите за тензии меѓу американскиот председател и државниот секретар Рекс Тилерсон. И за крај метеоинформациите. Денеска имавме претежно сончево време, проследено со умерен во западните делови засилен западен ветер, особено изразен на планините. Утринската температура се движеше од -3 до 6 степени, а дневната од 12 до 20 степени. Кон крајот на денот и во текот на ноќта повторно ќе има продор на студена воздушна маса од север со засилен северен ветер, а во северните и западните делови ќе има слаби локални врнежи од дожд, на планините од снег, но се очекува врнежите да бидат обилни. Ова е последната информација. Со ова го заокружуваме централниот дневник на К1 телевизија. Јас ви благодарам што и вечерва останавте заедно со нас. Пријатно.